Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема кардиолошки болести. Според светската статистика, околу 1/3 од населението умира токму од нив. Кои се причините и која популација е најзагрозена? Кои се новите методи на лекување? Утрово на оваа тема зборуваме со интервентниот кардиолог доктор Димитар Душковски од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден. Најавивме за она што ќе биде тема денеска на нашата емисија, кардиолошките болести. Најпрво ајде, кои се најчести и каде е Македонија во таа светска статистика, која што вели дека 1/3 од светското население страда и умира практично од кардиолошки болести. Благодарам прво за поканата, поздрав до вашите гледачи. Да, кардиоваскуларните заболувања, за жал, се една од водечките причини за смртност кај општата популација. Најчесто е погодена повозрастната популација, но сепак во денешно време гледаме, сведоци сме на намалување на таа граница и добивање на многу во порана возраст кардиоваскуларни заболувања од типот на миокардни инфаркти, мозочни удари, сепак не се само срцевите заболувања, тука и мозочниот удар е дел од васкуларните заболувања кај популацијата. А најчеста причина пред и малигните заболувања, пред сите други заболувања се кардиоваскуларните. За среќа, медицината оди се понапред и добиваме повеќе оружје за борба против овие болести. Каква е разликата полова? Дали заболуваат повеќе мажите или жените, бидејќи нели обично посилниот пол знае да направи шега на сметка дека жените немаат срце, па мажите се тука позасегнати? Сепак тука одговорноста и заштитата на женскиот пол е доаѓа од нивните естрогени хормони, да речеме, меѓутоа кога веќе ќе се изедначат хормонски, да кажеме, во менопаузата жените се изедначуваат во ризикот со мажите, односно може и да ги надфрлат процентуално во ризикот за кардиоваскуларни заболувања. Колку возраста е пресудна? Рековте дека оние повозрастните пациенти се поподложни на кардиоваскуларни заболувања. Меѓутоа, и тоа го споменавте дека кај младата популација се почесто се јавува. Можеме ли никако возрастна статистика да направиме која возраст е критична на некој начин? Да, некоја cut-off value, односно пресечна гранична возраст, ја земаме околу 65 години за возрастна група на пациенти, кај нив сепак процентот очекувано на кардиоваскуларни и на други заболувања расте, односно може да достигне и до 80% да имаат една болест, например хипертензија, атриална фибрилација, срцева слабост. Меѓутоа не е ретко во возрастната популација да имаме поликоморбидност, ние викаме, односно повеќе болести во еден пациент. Тоа е доста често. Околу начините на лекување. Велите дека медицината веќе ни дава оружја со кои што можеме да се бориме. Што е она што ново се нуди во моментов? Да, да почнеме со ред, на пример, за повеќе би обратил внимание за возрастната популација. Од 1986 година американците сепак предначат со статистиките, направиле една студија, односно конференција, беседа, каде што за прв пат се обрнува внимание на гериатријската кардиоваскуларна медицина. Сепак во тоа време немале толку моćни препарати и лекарства и технологии за третман, но го истакнале моментот дека старее популацијата. Например, за разлика од 1900 година, исто е америчка статистика, до денеска животниот век на општата популација е продолжен за цели 30 години. И најчесто тие представуваат популацијата, односно процентот на болни кои што ги наоѓаме во
во нашите установи. И таа бројка секако ќе расте, како што рековме претходно. Како што расте и бројот на старо население. На старо население би дошло до околу 40% од општата популација би биле возрастни над 65 години и од тие над 65 години, како што рековме, до 80% имаат кардиоваскуларни заболувања. Најчести кардиоваскуларни заболувања во возрастната популација се хипертензијата, не смееме секако да ја заборавиме, аритмиите, срцевата слабост, валвуларните заболувања како резултат на старењето и општо фрагилноста на нашите пациенти како резултат на старењето. Правиме и дистинција меѓу возрастната популација. Не е исто да некој има 80 години и да може да џогира и или да игра тенис, и некој кој што има 80 години кој што не може да преоди низ нашата ординација. Според овие критериуми треба да се направи проценка на нашите од пациент и да знаеме што би третирале и колку би третирале. Американците се водат од една кратенка 5M се вика, прво е mind, значи мозокот дали е бистар, затоа што друго е да пациентот да е возрастен и да има бистра мисла, да знае да разговара, неговата мобилност исто е битна, затоа што во таа возраст има и реуматски заболувања. Не е исто да третираме ние срце, да ставаме стентови, да му овозможиме добра перфузија, ако човекот е легнат во кревет нема да може да добие гранна болка. Третираме со медикаменти, третираме поликоморбидните болести. Меѓутоа најбитно последното е matters most, значи таа болест што е најбитна, таа се третира прва. Нели и посветивме внимание на повозрастната популација, меѓутоа да се вратиме кај помладите. Се почесто се јавуваат инфаркти, хипертензии кај луѓе од 25 до 40 години. Кои се причините? Дали е тука стресот, загадувањето, начинот на живот, неспортувањето? Еве вие како кардиолог, каде ги гледате проблемите? Да, тоа се општи констатации на кардиолозите. Моја првична не забелешка, него констатација е дека според пациентите кои што ми доаѓаат во амбуланта е дека генетиката е најбитниот фактор за кардиоваскуларни заболувања, односно во фамилии каде што има кардиоваскуларни заболувања поголем е шансата за кардиоваскуларни заболувања. Впрочем, затоа и ние во текот на анамнезата, односно интервјуто со пациентот, прашуваме за фамилиарна историја за кардиоваскуларни заболувања. На второ место би го ставил стресот, односно начинот на живот. Стресот не е само моментален стрес, него има континуиран стрес кој што ни се дешава секојдневно и при движење низ град, и при односите во работната средина и секојдневните активности што ги земаме. После тоа доаѓаат навиките, другите коморбидни заболувања што се хипертензија, неправилна срцева работа, пушењето, алкохолот и, како што рековте на крај, неактивноста. Значи, нашата препорака е минимум 30 минути секојдневно да се прави, да имаме аеробна физичка активност, односно движење. Имате долгогодишно искуство. Кажете ми, најмладиот пациент кој што имате вградено стент и највозрастниот, бидејќи правиме некаква разлика од најмлад до највозрастен, и дали тоа било стекната некоја кардиоваскуларна болест или генетска? За да одредиме дали е стекната или генетска, треба да направиме генетски испитувања. Најмладиот, јас колку што се сеќавам, имаше 37 години, што не е најмлад во тие што добиваат миокардни инфаркти, а највозрастниот 82 години. Колку што се сеќавам. Сепак рековме и за технологијата. Технологијата многу ни помага за третман на болестите,
пак ќе се навратам уште еднаш кај на возрастната популација, мобилните телефони, правење на алгоритми за земање на нивните лекарства, кои подсетници, холтери или телеметрија кои што може да ги пратиме пациентите преку интернет во нашата ординација, тие да се во домашни услови, многу ни помагаат во следење на овие пациенти. Останатите болести кај возрастната популација би ги набројал уште и валвуларните заболувања кои што се како резултат на дегенерација на валвулите на срцето, кои што можат да бидат во склоп на срцевата слабост, може да има повеќе болести, како хипертензија, атриална фибрилација, можеме да ги третираме за среќа во денешно време со понапредни технологии кои што се различни од хируршките. Така. Тоа се оние тави процедури кои што ги преботите во Систина, едни од ретките што се прават во државава. Кога е вистинското време да се поиде на лекар, односно да се побара мислење најпрво од примарната медицина, па потоа секако да се побара совет и од вас? Има ли некакви генерализирани симптоми кои што треба да ги чувствуваме за да побараме совет од кардиолог? Во последно време, значи и претходно докторите секогаш советуваат и инсистираат на превентивната медицина. Превентивната медицина може да ни спречи во возраст, ако почнеме да ја применуваме во помладата возраст, ќе спречиме болести во повозрастната популација, затоа што кај пациентите од 80 години не можеме да почнеме со превентивна медицина. Таму веќе треба лекување. Таму веќе е констатирана болест или треба соодветно лекување. Дали треба да се појават симптоми пред да се отиде на лекар, секако дека не. Значи, затоа и во работните организации има задолжителни годишни превентивни прегледи, систематски прегледи, заради тоа што тоа е најевтиниот начин да се третира популацијата, односно да се спречи лекувањето кое што може да е доста скапо. Скапо не за пациентите, него скапо за државата како заедница, како фонд кој што треба да сите тие процедури да ги плати. Кога дискутираме за кардиоваскуларни болести, секогаш некако инфарктот ни е, народски првото нешто што може да се случи. Дали се лекува на некој начин и колку може да се спречи ако се интервенира на време? Да, значи инфарктот е непосредна симптоматологија која што се јавува во одреден момент и се манифестира со силна стеглива градна болка во градите која што може да се шири према долната вилица, према обете рамења, према стомакот. Често викаме ние како мимикрија може да се погрешно дијагностицира како желудочен проблем. Затоа јас ги советувам моите пациенти секогаш кога има некаков таков симптом, прво да посетат кардиолог, па после другите заболувања можат да почекаат минути, часови може да почекаат. Ако се појави инфарктот, нашите препораки се да се интервенира што е можно побрзо. Тоа значи дека door to balloon time, ние го викаме, од моментот на пристигање во болница до отварање на запушената крвна жила треба да поминат помалку од 90 минути и тогаш ефектот на отварањето на таа крвна жила е најдобар, односно најмногу миокардна маса, односно мускулна маса од срцето би спасиле и инвалидизираноста, под наводници кажано, на тој пациент би била помала. Така. Односно, долгорочно пациентот би можел да има така наречено абортиран инфаркт, ако ја отвориме артеријата и да нема воопшто оштетување или да има минимално оштетување на миокардот и после имплантацијата на тој стент, отварање на таа крвна жила и соодветна рехабилитација после тоа пациентот да може да функционира и да живее нормален животен век. Зошто и како се случило миокардниот инфаркт претходно не ни е толку битно, него последиците кои што треба да ги третираме.
Темата е многу голема, времето ни е кратко за дискусија. Еве за крај на интервјуто една препорака до сите пациенти. Дека не треба нели да чувствуваат симптоми за да побараат најпрво совет од неговиот матичен лекар кој што потоа може да ги упати понатаму. Што им советуваме и нели доколку се појави инфаркт дека секогаш не е смртоносен, него битно е времето да се стигне што побрзо во болница. Значи, мој совет им е да не се водат од некои препораки кои што ги наоѓаат на социјалните мрежи, ако има гранна болка да се кашла или да се зема длабоко воздух, туку веднаш да се упатат до најблиската амбуланта и да се направи соодветна дијагностика и да добијат соодветен третман на болеста и понатаму да ги слушаат советите кои што ќе им ги дадеме за однос на начинот на живот, земање на терапијата. И за крај, докторе, дали само сакам така? да напоменеме за интервенциите кои што ги извршуваме во нашата. Тоа сакав, тоа ми беше и следното прашање за интервенциите кои што ги правите. Да, спомнавте преска тави процедурите, тоа се ни процедури кои што заменуваат хирургијата на аортната валвула, односно со стеснување на калцификација на аортната валвула, таа полека со текот на животот се стеснува, кога ќе дојде до критично стеснување, не може срцето да испумпа доволно крв во главата и во целото тело. За среќа од 2002 кога е направена првата тави интервенција, до сега е доста напредната оваа технологија и за среќа на почетокот се почнака и неоперабилни пациенти, па многу стари над 85 години, па таа старосна граница се намалуваше. Сега последните препораки кажуваат дека пациентите кои што се со висок ризик за операција, односно СТС скор над 8 и години кои што се над 70 би требало да завршат на интервенција со тави процедура. Тоа е една не толку едноставна, меѓутоа поедноставна процедура отколку кардиохируршка операција. Се влегува преку артериите на нозете и се имплантира таа валвула. Предноста е што нашите пациенти релативно брзо се испуштаат во домашни услови за третман во домашни услови за 1 до 2 дена и рехабилитацијата е во првата недела, односно не речам веднаш, за разлика од оперативното лекување кое што би требало да има оперативна рехабилитација после завршување на тоа. Исто така во светот се работат и други интервентни процедури на другите валвули, како што е митралната инсуфициенција со митра клип, кој што за жал се уште не се работи во нашата држава. Така. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме совети до нашите гледачи. Се надевам дека и ќе немаат проблем за да ви се обратат. Тоа е најдобрата варијанта. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашето веб издание. Ви благодарам за вниманието.